Докторке, ќе има ли можности за договор по новата обврска на матичните лекари и матичните амбуланти да прават ажурирање на мобилните телефонски броеви на пациентите? Она што можам да го кажам да е став на сите приватни доктори, специјалисти, сите кои што работиме во примарно здравство, да неприфатливо е нели сето ова, мора да има опција да не е задолжително, заради тоа што внесувањето на мобилен телефон во мој термин е негде од 2014 година и баш нели јас сум иницијатор заедно со тогаш беше Никола Тодоров, Милана Резанковски, кога ги воведовме овие елементи за да пациентот не оди до на пример до патофиза само за да закаже термин, туку да отиде да си договори вака елегантно нели со мобилен телефон да му се јави некој дали сето тоа тој доктор ќе биде тој ден или ќе се откаже терминот. Оваквото оптеретување е навистина дополнително. Има луѓе кои што не носат мобилни, кои што не се вични, кои што не сакаат да имаат мобилни броеви, деца кои што идат сами на преглед, така сме ги едуцирале да не биде стресно сами да си доаѓаат на преглед, така да опцијата да не биде задолжително мора да биде оставено или да си најде мој термин да аутсорсинг фирма која што сето тоа ќе го средува. Дефинитивно ова не е работа на матичен доктор. Значи, системот ако има проблем, не може за се матичниот да печати документи, сите од цело здравство им велат одете кај матичен, он ќе ви ги спечати. Значи, ние нити сме печатари, нити сме штампари имаме, со тони капитацијата не е предвидена за штампање, за печатење. Нашето време е за нашите пациенти, со кои што сме го поминале нашиот живот. Битна ни е нивната насмевка, битно ни е времето кога ќе влезе пациентот да видиме дали е добар, дали има болка на израз на лицето. Така да, дефинитивно не сакаме нали, нашето време и не можеме. Навистина сме преоптеретени, заради тоа што целите прегледи и сите триажи се прават кај матичен доктор. Замолуваме, нели, еви ќе има утре термин, се јави директорот нели на мој термин, каде што уште еднаш би дискутирале за сите овие проблеми. Се надевам дека ќе најдеме решение, бидејќи е навистина многу разбран директорот на мој термин и да видиме од каде произлезе оваа иницијатива за нешто што е воведено од 2014 година. Баш сега, во овој момент, нели, да се верифицираат телефони. Тоа значи дека од утрешната средба всушност зависи и резултатите нели што ќе ги постигнете, зависи дефинитивно и одлуката можеби за во понеделник да бидат отворени амбулантите и матичните доктори да си бидат на работните места. Се во интерес на пациентите. Знаете како, пациентите треба да сватат дека нашиот револ вчера кој што го изразивме од еден час е во нивен интерес. Значи, наша цел, како примарни доктори, кои што луѓе кои што зависиме нели едни од други, заеднички го делиме животот со нашите пациенти, дека не е суштината да не работиме, туку целта ни е да не остават да бидеме доктори. Да имам повеќе време за моите пациенти, јас и моите колеги, да ги прегледуваме, да идеме до точни диагнози, да имаме време да направиме преглед, да ги преслушаме плуќа, да видиме грло, да го соблечеме пациентот, да видиме дали има херпес зостер, болката од што е предизвикана, да видиме колено кога го боли, дали има бекерова циста или нема. Значи, едноставно, медицината е прекрасна наука, за кое што треба време. Треба љубов кон здравјето на пациентите, треба да си ја сакаме струката и треба да имаме нели внимание кон она кое што е фокус, а тоа е здравјето и точната диагноза. Да се дефокусираме, да имаме нервозна состојба во нашите ординации, кај што пациенти ќе реагираат, ќе викаат ајде побрзај, такси ме чека, немам време, син ми ме чека, значи немам време, прекорет ме чека специјалистот, значи недозволиво е. Ние под притисок доктор не може да работи. А ова ќе биде состојба во која што навистина ќе се случуваат секакви состојби, бидејќи вчера имавме, сакавме да бидеме како и секогаш одговорни, нели, кон секоја задача, беше неизводливо да се работи, заради тоа што се губи многу време. Пациенти со 3 мозочни, он не знае да го отвори телефонот. Ние со сестрите не знаеме сите телефони да ги ракуваме и да знаеме каде да влеземе, каде му е, како му изорганизиран и менаџиран телефонот на пациентот. Нити е тоа наша работа да влегуваме и да чепкаме по туѓи телефони.
Така да, заради тоа уште еднаш ќе кажам дека оваа држава нашла пари и средства за многу работи. Се надевам дека аутсорсинг фирма треба ова да си го работи, а ние да си продолжиме со нашата работа, грижата кон пациентите, посветување да видиме дали на некој белките му се жолти, дали е тажен, дали, а не цело време да гледаме во компјутерот. Ви благодарам.